Повелете уште еден студент имаме? Не, немам студент, јас сум пензионер веќе. Не бе студенци, како? Да, се полека ќе те прашаме на работа. Дали знаеш дека пред 6-7 години една група студенти од Машинскиот факултет добија престижна награда на Загребски велесајм? Добро. Дали на тие деца им требаше државен испит, што добија наградата? Добро. Што ти е поентата? Па поентата е, дали странците сега им ги бараат државните испити на студентиве што ги запослуваат кај нив? Добро. Не, им бараат стручност. А им бараат дипломи? Види Јанко, кога се кажа... Дали им бараат дипломи? Да, им бараат дипломи, меѓутоа имаат некои специфични тестови, ама имаат и список на факултети што не ги примаат и кандидираат. За жал и нашите се на тој список. Така е. Не, сега има една друга работа. Кој има проблем со дипломите во државата? Дали може да отвориме една тема другачија? Повели, слободно говорите, молам. Дали државната администрација има проблем со дипломите? Еве јас сега те прашам една работа, дали минатата година државата изгуби 167 милиони од ИПАР програмата? Изгубили? Ги повлече, така ли беше? А кој беа у таа државна администрација што требаше да ги донесе тие пари? Со дипломи луѓе, така ли е? Значи таму е проблемот. Не е проблемот во стопанството. На стопанството дипломите и државниот ништо не му значат. Зашто му значи? Таму него му значи спремноста. Тоа е една работа. Дали сите наши студенти што отидоа во странство, што избегаа од државата, имаат државен испит? Не, таму ги ценат по квалитетот. Меѓутоа државата и да сега се призна грешката дека премногу факултети, премногу станцани дипломи, па сега не знае што да прави со стручноста. Како може ќе те прашам, еве тебе како човек ја поставиш прашањето на медицинскиот факултет, така ли е? Ама имаш медицински факултет и во Штип и во Тетово. Сега зашто не прашаш каде режбаат тие студенти? Дали тие таму полагаат државен испит во Штип и во Тетово? Медицинскиот факултет во Скопје им е лиценца за работа. Правниците кои ќе завршат со правниот факултет, ако сакаат да станат адвокати, после тоа го полагаат државниот испит. Јанко, има една работа. Децава не треба да се тормозат. Причината е дека времето си го бара квалитетот, дипломите. Не е проблем за стопанството, проблемот е за одржавната администрација. Таму се појавија проблемот со дипломите. А премиерот има право човекот се го предлага, меѓутоа би требало и сите овие што го поддржуваат ова за дипломите, би требало да ги преиспитаат тие што се вработени во државната администрација колку им вледат дипломите. Дали таму не се тие со штанцани дипломи? Дали таму не е проблемот? Јас како приватник, ако сакам да вработам некого, не го вработувам по лепота, него го вработувам по стручност. Тебе во телевизијата не те вработиле затоа што си убав, него затоа што знаеш да работиш. Не е тачно затоа што сум убав. А не, ти мајка, ја и ти убави. Него, кај ти е дипломата? Дали ти бара диплома кога се вработуваш или ти бара пазар да отвориш пазар да биде гледана емисијата? Така ли е? Ќе умрам Лила и ќе речам, Лила, ти само заради лепота. Тоа што секој ден доаѓаш на работа, правиш квизови и се утепоеш, ништо не важи. Тоа само затоа што си згодна и секси. Фала ти за јавувањето, добра поента, малце да разлабавиме од камерноста. Знаеш, кај мене никогаш не е строго драматично. Ти благодарам за отвореното говорење. Интересни поенти кажуваш, но добро. И прашањата мислам дека ми се на место. Не ги наметнувам ни темите, нити ви наметнувам ставови и мислења, сепак сами си говорите, за разлика од други телевизии. Добро вечер за следниот гледач.